И добре дојдовте повторно на каналот кај BetTeacher Crypto и денеска, а и во наредните видеа би сакал да ви презентирам теоријата на Елиот, која што ќе биде составена од неколку делови и се надевам дека ќе ви помогнам да добиете некакво ново видување на пазарот и што се случува во овие финансиски пазари. Па така, неважното нешто што треба да го сватите на почетокот на истражувањето на секој пазар е кои пристапи не треба да ги следите, а тие пристапи се оние на кои маса луѓе обрнува внимание, а таа маса луѓе обично греши и неважната област на информации која што треба да се игнорира се дневните вести имаат за цел да ве отфрлат од пазарот. Другата важна област вклучува популарни точки на фокус на податоци надвор од пазарот за кои се претпоставува дека влијаат на пазарот и голем дел од овој вид информации играат улога на мамец, нешто што ќе ги натера луѓето да размислуваат погрешно кога треба да размислуваат многу поинаку. Во 1980 година програмското торгување станува се популарно и често се поврзува со пад на берзата и се нарекува Black Monday. Па доколку погледнеме подолу на сликата, што мислите, дали оваа забрана за програмското тргување би го облажила овој пат? И сигурно сега помисливте дека овој графикон на сликата е од токму тој период, поточно од 1987 година, но всушност не е. Овој графикон е од 1929 година. Па дали појавувањето на програмското тргување била причината за пад на берзата тогаш? Се разбира дека не. Бидејќи во тоа време немале компјутери, тоа не води до фактот дека корекциите се појавувале и ќе се појавуваат без разлика на наративот. А сега да ја погледнеме вистинската слика од 1987 година. Можеме да забележиме дека се скоро идентични и да забележиме дека повторно имаме огромен пат. И основната тема, што Елиот секогаш ја повторувал, е дека постои само една детерминанта на движењето на пазарите, а тоа е насоката и промената на масовното психолошко однесување. Дека луѓето се луѓе какви што биле и ќе бидат, бидејќи шемите се повторуваат одново и одново. И тоа на краток рок, среден рок, долгорочно, на сите пазари без оглед дали гледате акции, обврзници, злато или пак не знам ни што друго, ви гледате истите шеми одново и одново, затоа тој одлучил дека оно што на вистина го гледа е нешто многу основно од листа на цени што одговара на дневните вести или пак други некои фундаментални настани што се случуваат како општествените настани, политичките настани и постојано кажувал дека постои нешто својствено за човештвото што ги тера да се однесуваат на ист начин, односно одново и одново. Кога се дел од толпа, чии членови се обружуваат на движењето на цените на одреден пазар и во следните неколку видеа би сакал да зборуваме за тоа каква е таа природа. И сега ќе се префрлиме на друга слика. И сега, ко можете да ги дестилирате повеќето од наблюдувањата на Елиот на еден графикон, сликата која што би сакале да ја видите е следна. Би сакале да ја видите оваа фигура, односно ова движење кое што се појавува во бранови 1, 2, 3, 4 и 5. Секогаш кога цените на пазарот се движат во истата наставка, како и еден поголем тренд, ќе го следат овој пат. Каде што Елиот многу едноставно го објаснува како шема од 5 бранови. И сега ќе поминеме дел по дел, само да видите како психологијата се развива во овие бранови, а потоа ќе ги погледнеме графиконите од реални примери и ќе видиме како концептот на Елиот се рефлектира на тие графикони. Секој движење нагоре или надолу, тоа е
во насока на еден поголем тренд, мора да започне од точка што завршува претходниот модел. Ајде да погледаме во ситуација на bull market. Секое движење од голем степен започнува на дното на bear market, односно тука некаде. Да предпоставиме дека bear маркетот завршил на оваа точка. И што мислите? Каква е психологијата во оваа фаза? Па всушност во формирање на големото дно на пазарот, кој што подоцна ќе доведе до многу години раст или пак дури до кадина раст на цените, обично пазарот ќе има некои екстремно лоши вести, поврзани со негативната фундаментална средина и доколку се работи за акциите, обично имате депресија или длабока рецесија, која што стапува на сила и обично имате расправа меѓу наблюдувачите на пазарот за тоа дали тој пазар ќе преживее и ќе продолжи да постои. Тоа е точно без разлика дали зборувате за берзата, пазарот на шеќер, крипто или сосема нешто друго. И некаде во средината на првата фаза, некаде тука ќе има ист тип на негативна средина, но во помала мера. Рецесија или пак блага рецесија, можеби ограничени војни, додека небитните дна се поврзани со големите војни, средните делови се нешто во помал обем. Потоа го имате краткорочното дно. Многу често добивате лоши вести преку ноќ кои што ќе одговараат на краткорочното дно, а понекогаш и нема. Тоа е само природна игра на психологијата што ви дава краткорочно дно на пазарот и од оваа точка кога започнува првиот бран, тука ќе започне промена во психологијата од екстремен песимизам на дното до екстремен оптимизам на врвот. Најважното наблюдување на Елиот е дека толпата не се движи од екстремен песимизам до екстремен оптимизам на случаен начин. И секогаш тоа не стигнува до таму по првата линија, тоа го прави преку серија психолошки фази. Првата фаза едноставно ја нарекува првиот бран. Ова е скокот депресивните нивоа на вистинското дно. Тоа е всушност признание за опстанокот од страна на пазарот. Сознание дека најлошото поминало и сега повеќето учесници не можат тоа да го препознаат. Но пазарот го рефлектира тоа со тоа што го прави својот прв бран нагоре. Вториот бран е делумно враќање на првиот бран. Тоа е сериозен тест за условите што постоеле на вистинско дно. Понекогаш, кога ќе ги погледнете тие фундаментални ситуации или настани во позадина, некои луѓе всушност може да тврдат дека фундаментите се полоши или барем толку лоши колку што биле на вистинското дно. А сепак цените се движат над претходното дно и овој модел на бран 1-2 формира основа и ова е почетната точка за третиот бран. Третиот бран е обично, особено на берзата, најдолго, најсилното и најширокото движење во низ. Обично е најдолго во однос на времето и движењето на цената. Најсилно е во однос на стапката на раст и често е најшироко, особено во однос на петиот бран. Како што напредува третиот бран, психологијата почнува да се менува. И сега гледаме дека просечниот инвеститор е 2 чекори зад пазарот и не заборавајте дека оваа прогресија започнала со формирање на дното на bear маркетот. Повеќето луѓе претпоставиле дека тој bear маркет ќе продолжи и кога се случил првиот бран, многу наблюдувачи на пазарот ќе кажат: не верувајте во тоа, тоа е само краткорочен раст и тоа е стапица. Потоа кога се започне вториот бран, обично велат дека стариот bear маркет сега е обновен и ќе достигнеме нови ниски нивоа. И доколку ги земеме техничките индикатори за пазарно расположение или психологија, ќе откриеме дека на дното на вториот бран расположението
одразува многу моќен песимизам. Односно, песимизмот може да биде поголем од песимизмот што всушност се појавил во првиот бран. Откако ќе започне третиот бран, ова почнува да се менува. И многу рано во третиот бран луѓето се уште се држат до идејата дека можеби е само раст на претходниот bear market. Како што напредува третиот бран, постои централна точка каде што забрзувањето е најсилно и тоа е таа точка на препознавање каде што повеќето луѓе на пазарот конечно одлучуваат дека главниот тренд сега е нагоре, нема сомнение за тоа во тие денови или недели или пак месеци, ќе видиме екстремен обем, многу можна ширина, видна пробив, психологија на активноста продолжува да се менува како што напредува третиот бран. До овој момент луѓето се прилично оптимистични за идината. Гледате дека се предомислиле, главниот тренд повеќе не е надолу, туку е нагоре и кога ќе достигнеме до средина на третиот бран, почнува голем број на leverage позиции, потоа тука некаде погоре се инвестирале уште 50%, па потоа уште погоре се инвестирале околу 100% и потоа следи четвртиот бран, кој што е означен како изненадувачко разочарување. Четвртиот бран е нормално враќање во првобитната насока. Како што може да видите од овој график, бранот 3, ако е обично најдолг бран, патувал долг пат и корекцијата е одамна задоцната. Корекцијата е точно она што го наредил лекарот. Пазарот го добива тоа, но гледате поради екстремниот оптимизам што го генерираше овој бран, фактот дека луѓето конечно се фрлиле од недоволно инвестирани во прекумерно инвестирани наваруваат, полека се подготвува за разочарување на веројатно дури и за нето загуба на нивните позиции. Откако завршува четвртиот бран, започнува петиот бран. Петиот бран е последното движење во психологијата кон нагорната линија. Како што започнува бранот 5, луѓето ја враќаат својата самодоверба тука, велат добро, донесоме одлуки за време на бранот 3, дека долгорочниот тренд е нагоре и ова движење оди кон нови максимуми, односно врвови, да потврдува таа убеденост дека немаме проблеми со овој основен пазар, можеме повторно да инвестираме и можеме да бидеме удобни. Секако, бранот 5 ве води до последниот раст, односно врвот и бранот 5 претходи на најголемата корекција откако започнала целата низа